Почитувани, вчера вечер сите бевме сведоци како илјадници евра наши пари беа фрлени во вода за приватна забава на Златко Марин, посетена од едве 50 луѓе. Наместо да сработи нешто корисно за општина Аеродром, градоначалникот веќе 2 недели се занимава исклучиво со роденденската прослава, на која доживеа дебакал. Дали Златко Марин имал финансиски интерес од организација на прославата? Како е ангажирана фирмата за озвучување и осветлување на роденденот, имајќи во предвид дека општина Аеродром имаше 2 неуспешни тендери за избор на фирма која ќе го намести истото? На кој начин се ангажирани изведувачите? На чија сметка се уплатени парите од спонзорите на роденденот, имајќи во предвид дека од страна на Советот на општината не е донесена одлука за примање на спонзорство и донации? Ова се прашања кои градоначалникот е должен да ги одговори. Иако истите му беа поставени како советнички прашања, Марин избегна да им одговори на советниците, па затоа вака јавно го прашувам. Советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата за сите овие прашања и нелогичности ќе поднесе представка до Државната комисија за спречување на корупцијата, со барање да го испита овој случај и да поведе соодветни законски постапки. Драги сограѓани, Златко Марин е ист во лагите и сомнителното работење како Зоран Заев и Стево Пендаровски. Ние не сакаме општина и држава која ќе биде уништувана од разноразни политичари, чија единствена цел е злоупотреба на власта за лични интереси. Аеродромци ги препознаваат лагите и манипулациите. Гласот за Стево Пендаровски е глас за поддршка на Зоран Заев, Петре Шилегов и Златко Марин. Затоа сите масовно ќе ја поддржиме Гордана Силјановска Давкова за претседател на Република Македонија. Благодарам.